Пролетната сеидба на ориз е во тек, но земјоделските производители од Кочанско се соочуваат со сериозна неизвестност и страф непосредно на самиот почеток на новата сезона, имајќи го предвид досегашното искуство со ниските откупни цени, кои како што велат носат исклучиво загуби. Освен поскапите препарати, ниската откупна цена и скапата нафта. Уште поголем проблем за кочанските оризопроизводители е недостатокот на сертифициран семенски материјал. Семенски материјал ние немаме за оваа година за сеидба. Очекувавме дека државата таму ќе помогне кај Институтот за ориз да може некоја одредена количина да влезе за нас земјоделците, за да може за 27 да влеземе со семенска роба, меѓутоа за жал оваа година ќе влеземе со меркантил. Ние снабдуваме се како што можеме и што умееме. А кој има, окей, а кој нема, ќе си плати поскапо. И затоа и на него ќе му се продужат давачките и цената на оризот, како што паѓа и начални минус. Дали и што конкретно превзема Министерството за земјоделие со цел да го реши проблемот со недостаток на семенски материјал? 24 го праша министерот Трипуновски, кој пак рече дека Институтот за ориз во Кочани веќе работи на производство на семенски материјал. Тамо веќе се работи на домашно производство на семенски материјал. Ве поканувам како медиум да го посетите во институт, да се уверите дека навистина таму има сериозен прогрес и веќе оваа година, односно оваа сеидба, ќе имаме првите количини на семенски материјал кои што ќе бидат употребени. По поканата упатена до нашиот медиум од страна на министерот, Телевизија 24 денес го посети Институтот за ориз во Кочани и прашавме дали годинава, како што впрочем тврди Трипуновски, производителите на белото злато ќе можат да набавуваат сертифициран семенски материјал со докажан квалитет. Оваа година сме дојдени во процес каде што во Земјоделскиот институт ќе се произведе базичен материјал од семе од ориз, базично семе, кое што понатаму ќе може да се пласира на заинтересираните семепроизводители во Македонија. Кој што пак по следната реколта ќе може да ги снабдат заинтересираните производители на ориз со семенски материјал произведен во Македонија со гарантирана сортна чистота и гарантирана здравствена состојба. Инаку, повеќе од 20 години во институтот нема производство на квалитетен семенски материјал за оризот, а според планот за наводнување на водостопанство Брегалница, годинава во Кочанскиот регион ориз ќе се посее на површина од 4000 хектари.